Мислам дека во ниедна друга гранка, освен во кадавиричната трансплантација, не се толку блиску испреплетени смртта и животот. Чувствата се бурни во нас медицинарите, иако ние сме професионалци и сме научени да ги чувствата криеме малку во себе додека траат процесите, поготово при кадавиричните трансплантации, каде што е трка со време и сите сме фокусирани да се заврши секако што треба да биде добро, да биде во корист на реципиентите, примателите на органи, со најголема почит кон семејството на донорот и на донорот. Лично мене емоциите ми доаѓаат од кога ќе се заврши се. Болката ние си ја носиме, никој од страна не може да ја чувствува како што ние ја чувствуваме. Така ние на еден начин се тешиме, нели? Дека мајка ни се уште е жива. Да спасиш нечиј живот значи многу. Ти секако го губиш човекот. Ама можеш други лица да насмееш со тоа. Да си го вратите животот и да го живеете со полна плуѓа е многу, многу благодарно. Можам да кажам човек со многу големо срце. На клиника, каде што имаше представник од Министерството и докторката Јасна, анестезиолог, кој што ги направиле сите испитувања, последни испитувања, нели, да се види до каде е ситуацијата. И на последното испитување беше установено дека мозокот веќе не е во функција. И ние бевме трите заедно, кога ние соопштија таа вест, дека веќе нема што да се прави, мора да ја исклучат од апарати. Мозокот не функционира и не праша дали сакаме, нели, да ги донираме органите. По погледот се разбравме веќе дека и трите сме едногласни дека сакаме да го направиме тоа. На еден начин, нели, е убаво бидејќи го слуша срцето, нели, на мама. Тоа е некое убаво чувство што во целата тага, нели, како ни даваше утеха, нели, да не смири малце. Малку е чудно, бидејќи да знаеш дека внатре има нешто твое. По тешка 5-часовна операција успешно заврши третата трансплантација на срце во Македонија. Тимот кардиохирурзи влезе во салата во 6:33 часот изутринава, а трансплантацијата беше завршена нешто по 12 часот. Срцето продолжи да чука во градите на 39-годишната жена, чија здравствена состојба се уште е неизвестна, а следните 48 часа се критични. Моето име е Емилија Христовска-Кустовска. Сум пациент со трансплантирано срце. Во принцип сум родена срцева мана и сум многу операции предходно. Меѓутоа, јас би се опишала само како една позитивна личност и желба за живот, за убав живот. Жива, здрава, Убава помина. Поактивна него и тие без трансплантирано срце. Да. Вчера бев на зумба. Да. Уште идеш таму? Да, идам. Тоа е предност за тие што го сакаат животот. Трансплантацијата на срце баш им дава нов живот. Ниту една мајорна религија не го забранува органодонаторството. Напротив, и христијанството, и муслиманството, и будизам, и хиндуизам сметаат дека тоа е највисок чин на добродетелство и човеколюбие. Органодарителството, тоа е наследство на животот. Една одлука да донирате ќе остави трага, што ќе продолжи да диша, чука, да живее. Како поминава време додека бевте? Добре? Добро се чувствувавте? На контроли одите? Редовно? Да, кога ја правевте последнава контрола? Пред 1 месец.
Се откажавте ли, се разочаравте ли дека може нема да добиете? Не, никогаш. Никогаш. Значи нов живот за мене. Нов живот. Мораме да помагаме. Сите сме потенцијални донори, меѓутоа сите сме потенцијални реципиенти. Значи, на секој од нас може некој орган во тек на животот да не се разболе и да дојде во крајна фаза на оштетување, во која што веќе лековите не помагаат така наречени конвенционални медицински терапии, мора да се оди кон трансплантација. Вкупно се направени 5 до сега трансплантации, почнувајќи од првата, која што ја направивме крајот на 2022 година. Инаку се 4 пациенти, 5 трансплантации, тоа е заради тоа што првиот пациент што го трансплантиравме во 22 година, во текот на година и пол направи хронично отфрлање на црниот дроб, па моравме да го ретрансплантираме. Така да се надевам дека овој број на вистина ќе го зголемиме како ни доаѓа наредно во време, бидејќи оној тим кој што е задолжен за наоѓање на пациенти со мозочна смрт, а тоа се најмногу анестезиолозите, на вистина се повеќе и повеќе поминува низ тренинзи кои што ќе им овозможат да се стекнат со искуство за да тоа го препознаваат. Бидејќи знаете, трансплантациониот програм, ако од нешто зависи од тоа. Колку ќе имаме донори за да трансплантираме пациенти. До сега практично ние ги трансплантиравме сите црни дробови кои што беа пронајдени. Недостатокот на органи е глобален проблем. Не е проблем само во Македонија. Сите земји имаат проблем со алокација на органи. 2% само од хоспитализираните болнички смртни случаи завршуваат со мозочна смрт. Значи, тоа е еден мал пул, сепак зборуваме за мал пул на потенцијални донори. Најчесто се работи за неуротраума, сообраќајка или ако крварење во мозок. Благодарам што дојдовте во толку кратко време од кога ве повикавме. За жалба, што знаете, рано треба настана решување на ситуацијата на вашиот близок. Примете сочувство. Морам да кажам, се разочаруваме кога ќе поминеме ден и пол во обработка на донор. Се ни е оптимално за да направиме трансплантација и на крај семејството нема да ни даде согласност. Тогаш е навистина разочарувачки, тоа се случува обично во вечерните часови и тоа нигде не се гледа. Значи, тие часови на работа нигде не се гледаат. Меѓутоа, јас морам да кажам, сите кои досега работеле трансплантација, гледам и младите сили кои што се вклучуваат во трансплантација, навистина се ентузијасти. Дали некогаш сте размислувале на оваа тема, дали да се дадат органи или не? Би сакала да дам, ако би могла, многу би сакала да донирам. По 5-годишна тешка битка со цироза на црниот дроб, скопјанецот Сашо Стаменковски живее втор живот. После трансплантацијата се чувствувам многу добро, од разлика пред тоа. Пред тоа бев во многу лоша ситуација. Сега сум, како сега да сум се родил втор живот, што се вика. Маките на 50-годишниот Сашо почнале во 2020 кога му ја диагностицирале тешката болест на црниот дроб. Потоа се јавиле и компликации на други витални органи. Му бил вграден и стент. Секој ден одел по болници и пиел цела шака апчиња за да преживее. Повеќе во болница него дома, да. Скоро 5 години по болници нон-стоп одевме. Пред 2,5 години го ставили на листата за трансплантација. Бидејќи никој во семејството не бил сроден дарител, требало да чека орган од кадавер.
Во тешките моменти најголема поддршка му била сопругата Елена. Никогаш нема да го заборават 12 јули, кога им се јавиле од клинички дека има црн дроб од починат донор. Иако сите години ние, мислам, толку време чекавме за трансплантација, во моментот е шок. И за цела фамилија, посебно за него, затоа што сепак тој одлучува дали ќе прави трансплантација или не, меѓутоа со разговор дојдовме до тој заклучок дека тоа и го чекавме и се знаеше дека тоа е единствено решение за неговата ситуација. Трансплантацијата на скопските клиники траела повеќе од 5 часа. Прво бев среќен кога ги отвори очите, нормално кога видов луѓе околу мене, а не знам, тоа не се опишува, тоа е многу голема радост. Семејството Стаменковски изрази благодарност до сите лекари и здравствени работници кои го лекувале Сашо изминатите години. Позитивно изненадена од целиот тим за трансплантација и неговата сестра, која живее во Шведска, каде 25 години работи како медицинска сестра. Многу мисли ми се врте во главата како тоа ќе биде, како ќе се изврши. Јас не сум била во здравство во Македонија, не знаев ништо и можам да ви кажам дека пријатно се изненадив, дека многу бев радосна дека тоа нашиот народ, нашиот професионален тим го направи. На Европскиот викенд за органодонорство семејството Стаменковски повика што повеќе луѓе да донираат органи, зашто многу пациенти чекаат втора шанса за живот. Не се познаваат со фамилијата која и покрај загубата на нивната блиска донела одлука да ги донира органите. Најголема благодарност до фамилијата на пациентката што беа донирани органите и сакам да упатам апел до сите хумани луѓе, сите хумани граѓани на нашата држава. И знам дека е многу тешко во моменти на тага да се одлучат за да ги дадат органите за трансплантација, да ги донираат, меѓутоа, верувајте, има премногу луѓе на различна возраст што чекаат органи. Да не се плашат воопшто, значи имаме ние овдека врвни доктори, да нема потреба да патуваат надалеку. Сашо е шестиот пациент на кој му е направено пресадување на црн дроб во Македонија. Се работи за една од најсложените операции, која за прв пат во земјава почна да се изведува пред 3 години. Александар Динев, Сител телевизија.